Седењето пред ТВ екраните, таблетите, мобилните телефони го успоруваат развојот на говорот кај децата. Се повеќе деца имаат целосно развиен говор, но многу подоцна. Од првата до третата година се најважните во животот на малите, а немањето време на родителите да работат со нив предизвикува неправилно стимулирање на детето да се развие на правилен начин. На тој начин тие не се стимулирани да комуницираат со никого. Едноставно цело време се насочени во екраните и немаат никаква потреба да комуницираат со родителите или пак со околината, и на тој начин кај нив не се развива говорот, односно имаме стагнација, речникот е сиромашен и детето има потешкоти во изразувањето на говорот. Нормално после 6-тиот месец следи период на гугање, за до 12-тиот месец да може детето да ги кажува првите зборови. До 24-тиот месец треба да биде развиена можноста за кажување на прости реченици од 2 збора. Ова е нормалниот навремен развој на говорот кај децата. Способност да се разбира говорот оди секогаш неколку месеци пред способноста да се зборува. Меѓутоа, се случува да кај одредени деца, додека кои што имаат одредено пореметување во говорот, оваа способност за говорење да доцни, да речеме неколку месеци, па дури и неколку години. Тогаш велиме дека има тоа дете одредено пореметување во говорно-јазичниот развој. Сепак развојот на говорот кај децата е индивидуална работа. Првиот збор може да се јави и на 2 години, а потоа комплетно и без проблеми да се развие говорот. Задржан е тој нормален развоен ред. Во семејството може да има одредени лица кои што исто така имале исто ваков развоен ред и доцнал говорот, но не толку значајно. И кај овие деца слухот е зачуван и нема никакви други здружени пореметувања, додека ако се работи за доцнење во говорот како резултат на пореметување, тогаш доцнењето е од поголем степен, пореметен е развојниот ред кај овие деца, детето боледува од некоја болест, која што исто така влијае за појавата на вакви пореметувања во говорот. Доцнењето на говорот може да биде од различен степен, од неразбирање на прости говорни налози до сложени граматички конструкции. Може да се јави како индивидуална развојна карактеристика, но и како последица на одредено пореметување во организмот.